Сега се уште го тврдиме тоа, меѓутоа знаете имаме право на жалба до повисоките судии. Судијата го потенцираше тоа, кажа дека имаме право на жалба. За сигурност ќе поднесеме жалба и ќе останеме на тврдењето дека оваа пресуда не ја прифаќаме и апсолутно сметаме дека не сме виновни, барем за првите четворица кои јас ги бранам. За другите останатите имаат одбраната ќе го каже своето. Законски мора да се образложи пресудата. Судијата мораше при ваков предмет да образложи кои се причините за донесувањето на пресуда. Тоа е едноставно и законска обврска и Зборуваме за емотивните квалификации. Емотивните квалификации не би ги коментирал, но сепак се работи за случај на двојно убиство, каде што сите горе или доле сме нормално емотивно поврзани со настаните. Така да судијата мислам дека професионално ја искажа пресудата во однос на емотивната состојба.